Почнуваме со емисијата со дебатниот дел, како што најавивме тука во студиото, го имаме господинот Ѓорги Мисаловски, поранешен амбасадор. Господине Мисаловски, добре дојдовте во студио 10 после некое време, ми се чини во телевизија 24. Да, добро утро, ово ми е трет пат сеат како гостувам во вашата ценета телевизија и гледана телевизија. И поздравувам нашите рано гледачи кои станале порано денеска да ги гледат овие емисии кои почнуваат релативно рано, барем за мене. Да, релативно рано, но добро гледани, имаме доста гледачи, ги следат внимателно. Господине Мисаловски, и добар ви е концептот што има вести пред тоа, така добива веќе инспирација што ќе ги овие вести и за некои теми кои не бе можеби планирани, али сега веќе ќе ги отвориме. Секако, тоа се актуелностите, најновите работи, за тоа треба да се разговара. Имаме концептот на разговоров ќе биде поделен на неколку теми како што најавивме. Имаме работи кои се актуелни, тука се пресеп за жал оние афери кои ја потресуваат јавноста, оние работи кои се абномалии во тој дипломатски систем. Но да почнеме прво со самата дипломатија, со системот. Да ве прашам вас како поранешен амбасадор, како функционира, како ви изгледа вас сега дека функционира? Имаме доста наталожени прашања и проблеми тамо, например, со години немавме и се уште немаме представници, амбасадори во најважни светски дипломатски центри. Имаме и прашања околу тоа, па какви профили се праќаат за амбасадори. На што вас ви наликува сето тоа? Па првобитното прашање беше каде оди македонската дипломатија. Да. Најкраток одговор би бил никаде. Дури и стагнацијата значи уназадување. Овие зборови на вака нагласени едноставно, може би делува збунувачки, мора некој објаснување зашто баш така ги квалифицирам. Значи, во досегашната македонска независност, Македонија се соочувала со многу проблеми, и на внатрешен и на дворешен план. Главни извор, причина за тие проблеми е неспособната македонска дипломатија. Почнувајќи од приемот на Република Македонија во Обединетите нации во 1993 година, па натака една дипломатија со таков капацитет како што беше, затоа морам да кажем зашто дојде до таков капацитет, ама тоа само со неколку реченици ги го објаснам, бидејќи јас сум бил дипломата и во поранешната ми држава, Југославија, и тоа подолг период него овде, од 1992 година. Значи, едноставно македонската дипломатија, овдашња, не може да реши самостојно ниту еден проблем кој се наметнува или произлегува од состојбите кои се во државата и како резултат на тоа правење на други проблеми со соседите или на меѓународен план, со некакви афери, нити може да равноправно влегува во дуел со дипломатиите пред се на соседните држави. Ние кога зборуваме за Бугарија, малку луѓе знаат дека Бугарија има многу модерна дипломатија, класична дипломатија, со класични методи. Има многу пријатели кои ние ги навикуваме географски стратешки партнери. Забораваме дека Бугарија има многу подобри односи и со Бугарија и со Франција, него што ги имаме ние. И тоа да не зборуваме за Грција. Значи, тука сме ние априори инфериорни во однос на нивниот капацитет на дипломатијата која е професионална, се разбира. Кој нас тоа не е така случај. Можеме сега да... Значи, ние, оваа теза што ја начнавте на некој начин, дека ние не можеме да решиме ниден проблем самостојно, тоа отприлика се и дел од критиките кои проявуваат цело време, дека ние секогаш се ослонуваме на нашите стратешки партнери, пред се на Соединетите Американски држави, па и на Европската Унија, секогаш кога бараме помош, некако се обидуваме преку нив да издействуваме. Уште поедноставно. Уште поедноставно тоа да го објаснам. Македонската дипломатија не може да делува и не делува во нормални услови. Нормални услови се подразбират демократска земја, институциите работат својата работа,
Секој си знае својата задача, секој министер го знае својот ресор и раководи со него. Секој министер треба да е компетентен за ресорот кој го води. Значи, тоа се нормални услови. Ние во такви услови, македонската дипломатија е чувар плаже у зимском периоду. Ништо не може да прави. Мора да настане некоја турбуленција во државата, која произлегува дали меѓуетнички односи, дали односи со соседите, било што, да дојде до интервенција на меѓународниот фактор, кој веќе не може да чека натамошниот развој на страните, кои може да предизвика и поголеми реакции во регионот, и тогаш влегува тука, и тогаш ние и тоа го славиме како наша голема победа, демек Штајнмајер била, дека Меркел била, дека ќе дојде, дека господот министер Османи изјавува Република Македонија никогаш не била толку атрактивна на меѓународен план, па видите кој секој ден авиони слетуваат со високи државници доаѓаат у Република Македонија, односно во Северна Република Македонија, да не посетат. Тоа значи дека ни дават поддршка. Таа констатација спротивна е. Државници од типот на Штајнмајер не патуваат секој ден во странство и не посетуваат многу држави во текот на државата. Министри за надворешни работи, ако се викат министри за надворешни работи, они малку може и да поседат дома. Не мора да се појавуваат секаде и тамо кај што треба и кај што... Вие мислите дека тие посети се повеќе нужност, дека повеќе доаѓаат да ни помогнат, да не асистираат? Тоа е спасување пожар, да не се шири во Европа, бидејќи Европа е близу. И друго, Европа тоа го прави, затоа што Европа има комплекс од Америка, бидејќи Европа самостојно ниту еден проблем на територијата на така наречениот Западен Балкан не успел да го реши. Па чак и тоа што се труди Берлински процес и мини Шенген, и од тоа нема да биде ништо. Еве и последниот пример на Косово, значи после посетата вчера на Ескобар и на високиот представник на Стејт департментот на Белград, веднаш некако топката легнува. Пред тоа Лајчак, Европската унија не успеа да постигнат никаков напред. Со господинот Лајчак се знам многу одамна. Уште кога беше амбасадор во Белград, задолжен и за Македонија, меѓу другото. Тој е словачки непознат дипломата во тоа време беше. Доаѓаше кај мене на разговори. Човекот Словачка, кој зборуваме за подготвеноста на некоја држава биде членка Европска унија, се мисли и на подготвеноста на нивната дипломатија. Како што нашата дипломатија не беше подготвена, 91 уште ние бевме во Белград, 92 у јуни, да почне да го следи тој процес на интеграција во Европа, кој најмалку звонеше за тоа после падот на Берлински зид, кој ние го преспавме и се разбудиме некаде 92 година, кога македонската дипломатија фактички почна да функционира на еден најпримитивен начин, со најлоша селекција на кадрови, и тие што дојде од Белград, половина беа неупотребиви. Тие што беа овде, у Републичкиот секретарат за односи со странство во тоа време, така се викаше, секоја република имаше такој секретарат, и тие беа половина неупотребливи. Ние со таква дипломатија почнаме без правна служба во тоа министерство, а ние требаше да подпишуваме меѓународни договори, да стануваме членки на меѓународни организации. Примерот можам пократко да го објаснам со примерот на Обединетите нации. Типичен пример на неподготвеност на државата да се вклучи во меѓународна заедница, а дипломатијата технички тоа да го изведе. Направиме грешки, и тие грешки не коштаат скапо, 30 години стагнираме околу нив, да сега се пофалиме, дека тоа голем успех што го промениме името. Мислим, сите овие квалификации кои позицијата или опозицијата кога на власт ги потенцира. Значи, почнаме со неподготвена дипломатија. Да. А таква беше и словачката дипломатија. Јутим, они брзо сватија дека треба да се преструктурираат, дека треба нови луѓе. Што направија? Од сите институт поважни во Словачка и во Чешка, баш они, ако се одвоје како Словачка и Чешка, дипломатскиот кадар не го делат, ти си од Словачка, не можеш у Прага или обрнато. Значи, они се подели цивилизацијски, па и во тој дел. И значи направи посебно нова структура во Министерството за надворешни работи, која со старата структура
во Чекословачка беше бија рустрирани некои дипломати и они почнеа од нула и тој Лајче кога доѓеше овде вистина делуваше како приправник дипломатски, а сега видите која позиција завзема. Да, па добро, он после очигледно кога е 30 години веќе тука во регионот, сега добро го научи. Да, сега он добро плива. Да. И добро, мислим, добро се снаоѓа во на крај крајма били министри за добро, господине Мисаловски, ние сега зборуваме за финеси во дипломатијата, за професионалност, но ние имаме еден огромен проблем. Според онаа поговорка имаме слон во собата. Али пред тоа, сега извини, спомна Косово. Да. Што нас ни фали во неснаоѓањето на меѓународен план? Може би терминот истрачување не е соодветен дипломатски термин, меѓутоа ние се истрачуваме дипломатски понекогаш безпотребно. Срби или Хрвати би рекли ничим изазвани. Например, еве сега изјавата на Османи за блокадите на Косово. Тоа се интерпретираше како напад на КФОР. Напад на КФОР е напад на стратешки партнер. Такви изјави не се даваат лесно. И се поставува прашање зошто такви изјави? Нека даде некој кој се компетентни во Европска унија, председателот на комисијата, било кој за надворешна политика, Борел, али на непроверена информација дека се нападнати војници на КФОР. Што му требаше да го кажува? Да. Кога зборуваме, сакав да кажам, еве, во оваа насока за состојбата во дипломатијата, ние имаме еден огромен проблем кој се провлекува веќе со години. Тука мора да бидеме искрени дека не е тоа проблем само еве на министрот Бујар Османи кој е актуелен министр и пред него министрите кои беа и Никола Димитров и пред него, значи еден проблем кој веќе пројавува со години, а тоа е недостатокот на амбасадори во најважните светски дипломатски центри, па цело време се префрлува топката, па кај председателот, па владата, па опозицијата блокира, па не знам ја што, но ми се чини дека не знам дали има друга држава која е во таква состојба, сега не сум направил таква анализа баш, дали постои, но да немаш ти амбасадори во Брисел, во Вашингтон, во Берлин, во Париз, во Лондон, во Москва, во Пекинг. Долго време немаше емисијата во Њујорк. Сега веќе нешто е пополнето, но се уште не се пополнети сите емисии. Навистина е недозволиво, ми се чини, за една држава. Одлично прашање, бидејќи кај нас МНР не се претвори во институција за водење, креирање, следење на надворешна политика. Тоа е установа за лечење на комплекси и лични амбиции. Така се таму и доваѓа, со намера да се напредува политички, да се батали можеби професијата за кои тие биле подготвувани да работат, ја напуштаат таа професија, гледат во дипломатијата нешто големо достигнување и доваѓаат за шефови на дипломатија вистина луѓе кои до тогаш немале никаква врска со дипломатија. Сегашната ситуација кај нас. Заменик министер за надворешни работи е особа која у живот не влегла во Министерство за надворешни работи. Она е професор, даскалка по англиски јазик и тој е едина референца, бидејќи веројатно перфектно зборува англиски јазик, што е многу важно во дипломатијата. Ама не само англиски, треба да се знаат повеќе јазици. Али англискиот е секако најважниот јазик од тие 4 светски јазици. Добро, претходно беше, на пример, и Андрей Женовски заменик. Исто така без допирна точка во дипломатија. Човекот бил заменик министр, иначе по вација градешен инженер. А пред тоа беше градоначалник. Градоначалник. Значи, и он, кај нас улогата на заменици во било која место се измислени. Како да може да го замени, например, Османи, кога Османи не дава никој да го замени. Он се појавува на секој форум. Ме зачуди сега зашто не отиде од Саудитска Арабија, не отиде у Кувајт да погледа некоја утакмица. А може би ќе донесеше и некоја нафта. Кога е веќе на полуостровот.
Saudijsko-arabski. Znači, dovađa nepodgotveni. Сегашниот државен секретар, фактички втор човек кој треба да се грижи за министерството да функционира, е непозната личност, миленик на еден од водечките личности до сега, кој веќе не е, треба да има друга функција. Човекот кој треба да разговара со, например, со американската амбасадорка, одешта или германската, ако министерот не е тука. Мене ми се жалале странски дипломати дека они во нашето министерство нема со кого да разговараат. Едноставно затоа што тој државен секретар не е партнер. Зашто никој не ги чита биографиите на амбасадорите кои доаѓаат овде, па чак и пежоративно зборуваат во некои кругови дека у Македонија доаѓаат третеразредни дипломати странски, што не е точно. Не е точно. Доаѓаат искусни дипломати кои знаат својата работа, кои знаат технологијата на работењето, кои имаат своји принципи. Ево, американската амбасада тоа е принцип 3 години тука да биде, не може да биде повише од 3 години, али тоа не значи дека он го напушта регионот. Они ќе се бават и понатака, али ги учат искуствата и затоа се после они експерти за по некои региони. Ние тоа, кога ме прачат за амбасадорите, ние тоа не го правиме. Ние не подготвуваме амбасадори. У поранешна Југославија не си можел да бидеш амбасадор пред 50 година. 51, да наполниш 50 години. Па дали имаш 51, 52, али пред тоа не можеш да бидеш. Можеше да бидат само такозвани амбасадори по клjuč, кои републиките имаат право да предложат во тоа време. Па затоа во поранешна Југославија имаше албанци од Косово амбасадори, али немаше став дипломатски во Министерството за надворешни работи, а у македонското имаше само еден албанец кој работеше у тој републички секретаријат за односи со странство. Значи, ние компетенциите на тој секретаријат беа никакви. Беа погранична соработка, одјај на граници, разменување роба за роба, кашкавал за, што ја знам, бегета и така. Да, во однос на професионализација? Да, оно што тие непотпуните места. Јас своевремено им цртав дека нашата дипломатија треба да биде направена врз база на концентрични кругови. Значи, во првите 4-5 круга треба да бидат овие мисии, амбасади кои ги спомна. Значи, Вашингтон, Москва, Берлин, Нью Йорк, Париз. Тие треба да бидат комплетно окупирани со најдобриот дипломатски кадар. Не е битно дали ќе биде у Руманија некој амбасадор, и било кој може да биде. Али не може да биде па и чак и у Виена, не може да биде у Берлин, у Москва, у Вашингтон, било кој амбасадор. Или било кој профил, или профил кој ние правиме од него робот, зашто ни треба таков човек тамо, баш од тој профил, и тој човек да се ги извршува своите работи професионални, на кои углавном не е обучуван, дојден е, и после неговото заминување на 4 години од тоа амбасадорско место, он е више не позна, оди во дипломатски внутренски совет да лечи комплекси и да ја поддржува владата од која очекува да од пепел поново го дигнат и да го пратат на некое ново дипломатско место, се разбира, амбасадорско. Затоа ние остануваме, земите го пример, ајде Москва да ја земеме. Сегашниот амбасадор добија грман пред да почне криза, војната во агресијата, да кажеме, популарно на Русија врз Украина. И тогаш Русија нас не прогласи како недружествена земја, тоа е еден поблак израз за непријателјска држава, а де факто тоа е исто, еуфемизам, и он не може да отиде таму. Ако немаше да отиде овде, што да му прават? Не му дават работа, го ставили да биде шеф на протокол. Пошто во тој протокол за 2 години 8 пати го сгрешиле знамето
И при посетата на Штајнмајер, најголем успех беше што знамето германско не го сменија со белгиското, бидејќи боите се исти, само водородно и поларовно се знамињата направени. Од каде ви оваа информација дека 8 пати е сгрешен протоколот, бидејќи се пише евидентирам. 8 пати е сгрешен протокол. 8 пати знамињата ги сгрешени. Знамињата. А протоколни грешки тие не може да се Да, бројат. зборуваме за знамињата, да. Тие се многу, Да. али ово со знамињата зборувам. Имаше за химна, има многу, али ово е тоа. Значи не отиде човекот. И сега ако отиде тамо, он ќе чека да ги предаде акредитиви кај Путин. Тоа ќе се одоговлекува, па ќе се створи нервоза, дали се они ќе му дадат да предаде акредитивни писма или нема да му дадат. Ако не му дадат по пристојно време, тоа значи треба да си оди. Тоа значи на именување нов амбасадор, нова процедура која ќе трае 2 години, умеѓуваме ќе бидат избори и тоа може да се одоговлече. И пак ќе нема амбасадор. Да. У Лондон, не знам зашто немаме амбасадор, зашто немаме? Затоа што амбасадорите се партиски договор. Да, ние ќе ви го дадеме Лондон, а вие ставите кој сакате. Али ние Брисел мора да го имаме. Или такво пазарење има. Не се води сметка за интерес на државата. Не се води дури сметка на интерес на партијата. Се води, уствари пред се води интерес за партијата, мислејќи дека ако он има тамо свој човек, тогаш и нивниот рейтинг ќе расте и овде и надвор. Не се води сметка на кој начин ќе ја представуваат Македонија како држава. Сега зашто тука спомна прво Москва, тука може да се зборува и сега у Берлин немаме амбасадор. Да. По Лондон немаме амбасадор. У Париз треба да идеме амбасадор кој е веќе готов на патие, меѓутоа после таа ситуација со Ониченко нешто. Во Вашингтон немаме амбасадор. Не, немаме. Не, имаме. Зоран Попов. Зоран Попов е амбасадор. Сега дали отиднот појмаме, бидејќи активностите на наши амбасадорите во тие централни места ние не ги чувствуваме. Си чул ли ти некој тие амбасадори да нешто кажал во државата во која не представува? Ретко можеш да чуеш тоа. Да. Во однос сега на дипломатијата, на професионализмот во дипломатијата, на екипирањето, сега во моментов тече и скринингот со Европската Унија. Тој процес го води вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричик, тој е главен преговарач на владата со Европската Унија. Тој вели дека процесот оди добро, дека владините тимови се добро подготвени. Ние немаме сега увид во деталите, се разбира тука, ги имаме само ние информации кои ги добиваме, кои се јавно достапни, дали е тоа навистина така. Знаеме дека тој скрининг е поврзан потоа и со почетокот на отварање на поглавјата, пред тоа имаме да го смениме уставот и така натаму. Како ја оценувате вие таа состојба, подготвеноста наша за скринингот, но и по тоа подготвеноста доколку почнеме да ги отвараме поглавјата, колку сме ние подготвени за тој пат? Види се, ова е многу осетлива тема, многу стручна тема. Вчера со големо внимание на телевизија слушав дебата помеѓу еден бивши министр за надворешни работи, најдолговечен во историјата на независна Македонија, 6 години, и еден млад човек, амбициозен, очигледно бивши министр за правда, со потенциран бивши министр за правда, а сега вице-премиер за европски интеграции. Се препоставува дека луѓето Европска унија познаваат во мали прсти и тоа е така. Они знаат технологијата, научиле. Да, можеме да кажеме Никола Поповски, Бојан Маричик, да. Да, можеме да кажеме. И сега главен печат од таа емисија е следниот. Со оваква дискусија ние никогаш нема да бидеме членка на Европска унија. Поента беше на двајцата да се оптужува дека едниот или другиот лаже.
nivните емисии или не ги слушат директно амбасадорите, а имат луѓе кои пратат ситуација, имат и домицилни кадар кои го зборуваат јазикот и кои им дават извештај што зборувал сега Мисајловски оде или некој друг, и они тоа го анализираат. Врз база на таква анализа, они донесуваат заклучоци и тие влегуваат во годишните извештаи, меѓу другото, на третманот на медиумите на таа тема, како ги третират, али и третманот на луѓето на високи позиции кои разговарат на таа тема. И тука се ние со такви недипломатски изрази кои не доликуваат на луѓе кои се биле на високи функции, ние само го стразуваме на нивото. Со смисло на скринингот, тоа ништо не е ново. Таа политичка магнетна резонанца се прави кај нас од 2001 година, од како подпишаме договор за асоциација и соработка. Од тогаш нас не гледаат низ рентген, низ магнетна резонанца. Па со тие годишни извештаи за напредокот, и тоа е магнетна резонанца. И таму, па припе човекот дојде со голем тим, амбициозен, ни направи магнетна резонанца и ние ништо тоа не го... Ние веќе имавме еден подготовачки скрининг, исто така еден процес кој се спроведе целосно. Сега не е битно дали скринингот значи почеток на преговори на кој инсистира позицијата дека е тоа така, дека ние почнеме. Тоа е скринингот е само доведување на тркачите на стартна позиција да можат да тркат, да се тркат. Значи, без тој скрининг не може да се тркаш. Значи, тој скрининг има, сега да не објаснам многу за гледачите, има два дела, во кои во едниот дел, во вечерна школа не учат што е Европска унија, а во другиот дел ние како џаци одговараме на прашањата, а вие што сте направили до сега. Ама ние тој скрининг кој ќе биде на крај, кога ќе се завршат сите разговори по сите 6 како ги кажат поглавја, тогаш има еден израз, се надминува гапот кој постои помеѓу оно што ни го кажувале, дечки, ово треба да знаете, и ово што се направиле. И тогаш они оценуваат дали е тој гап доволно исполнет да може да преку него да се рипне или не. Тоа е всушност усогласување на македонското со европското законодавство. Они го оценуваат степенот на усогласност. Нас никој не спречувал и до сега да го правиме тоа. Да. Ние сме го правиле веројатно во многу области и во со многу закони, меѓутоа проблемот е имплементацијата. Францускиот предлог што милуваме да го кажеме, ни отежува ситуацијата за тоа што во новата метода после свакое поглавје, секоја држава може да каже нас не ни се бендисува во тоа поглавје, тоа е точка, пратете се назад. Ако го направиме тоа 2-3 пати да се вратиме назад, ќе не вратат на почеток. Така да патот кон Европска унија е долг и голем и не може да се ограничи на 2030 година, као што ние сакаме сакаме да биде и утре. Сега некако тој датум не се чини привлечен, па гледам го повторуваат цело време, 2030. Ама не го повтори Штајнмајер, например. Не го потврди, да. Да. Друга една работа. Ништо од 2003 година, од чувената Солунска агенда, немек, Балканот, тоа беше прво инициирано со робусниот прием на 8 и 10 членки нови на Европска унија. Да. И сега ние од другите што остана ситна Боранија, тоа е Западен Балкан, треба нешто да им се даде некоја утеха, нели? И Солун прави агенда, Солунска агенда, која, ако ја прочиташ, ништо не се разликува од оваа тиранскиот самит последниот во Тирана пред некој ден, Вестерн Балкан и Европска унија. Нема никаква разлика. Во ништо. Има разлика во преюдицирање, односно форсирање на некој, например, Албанија е очигледно како домаќин и избрана како прва држава во која се одржува таков самит вон државите на Европска унија, што за мене е и сигнал и ориентација зошто Тирана, дали е тоа компензација за големата политичка инвазија на Вучич да доминира во тој Западен Балкан преко идеи кои се као заеднички со Рама и со нашиот бивши премиер,
очевидно сака да се номинира како лидер во се може би меѓународна заедница не е задоволна со таква ориентација, со такви амбиции на Вучич, посебно со се заоштрува ситуација на линија Приштина-Белград, и оди у Тирана да го држи тој. И односите пред се на Србија со Русија, тоа не многу пречи, предпоставувам. Тоа башка. И друго, чак у Солунската агенда за мене има поповолни елементи од оваа во Тирана. А поготово србите тоа не го забележи. Во Солунската агенда се повикува на резолуција 1234, која е многу важна резолуција за Србија пред се. Да. Во Тиранската тоа го нема. Условите кои произлегуваат од таа резолуција 1244, а ја имам информација од 2001 година од високи германски дипломатски извори, дека таа клаузула, резолуција 1244 ќе се промени. Али знае ли ти кога? Прашуваат. Тогаш, кога целиот Западен Балкан ќе се демократизира и кога Косово ќе достигне еден прифатлив ниво на демократизација. Очигледно Косово иде во тој правец. Меѓутоа, тоа не е уште достигнато. Во оној момент кога Косово а полека се приближува тој ден, таа резолуција ќе биде применувана на кој начин, како ќе биде Русија ќе биде против како постојана членка на безбедност, Кина ќе биде неутрална, нема да гласа, и за тоа за гласањето морам да ти кажам после и на гледачите уствари да имам тоа гласање опште не е наивна работа во дипломатијата. Тоа е многу суштествена работа кој за кого гласа во греумите, посебно во Уединетите нации, Совет на Европа, Европски парламент. Тоа се евидентира и тоа се води после сметка вразбазен на реципроцитет. Него далеко отиднаме, мислам да. Добро, повторно да се вратиме на нашата преговарачка рамка и на она што нас не се случува, како што кажав, знаеме дека нашиот почетокот на отварање на преговори е условен со менување на уставот, ќе видиме тоа како и дали ќе дојде, но еве и да ги почнеме, да го почнеме отварањето на поглавја, конкретно и да почне тој процес во однос пред се на Бугарија. Обвинувањата од страна на опозицијата, но тие се подкрепени од некои експертски мислења исто така, дека идентитетските прашања се сепак проткаени во францускиот прилог, тоа е поврзано со повикување на договорот со Бугарија. Они се внесени како дравениот конј во Троја. Така они влегува. Но сега тука има различно толкување. Министерот Османи и вице-премиерот Маречек велат дека тие постојат, но дека тие не се дел од обврзувачкиот дел од преговарачката рамка, дека тие само се известуваат само до Европската комисија и дека тука завршува тој дел. И дека Бугарија всушност нема право да блокира врз основа на прекршување на договорот или на членот 12, како што е наведено во францускиот предлог. Бугарија од своја страна вели дека тоа не е така, дека апсолутно, дека спроведувањето на договорот и на работата на историската комисија ќе влијае врз напредокот на Македонија. Значи имаме различно толкување на тоа што е ставено во преговарачката рамка. Што е вашето мислење? Дали, еве конкретно, дали работата на историската комисија ќе зависи, ќе влијае врз македонскиот напредок? Сега тука две реченици кои имаме време, нешто како увод таа анализа која нема да биде многу долга. Улогата на Германија на Западен Балкан. Улога на Германија на Западен Балкан е поделена заедно со Америка. Секој има своји задачи. Германија овде се појавува како извршител на работите во демократизацијата на Западен Балкан. Тоа е незината улога. Нивната теза е промени преко зближување. И сега се тие берлински процеси, пред тоа имаше други процеси, кај што не сме биле во која асоциација, па еве сега ово што иде у Тирана или оди Османи. Тоа сега. И ние сме и на Црно море, ние сме во Медитеран, ние сме секаде.
To je dobro, to je približuvanje. Ova Jadranska povelba je со Соединетите Американски држави. Da, to je približuvanje. Znači, promenite da se vršat preko približuvanja. Podgorica, se izvinam, ne Da, Podgorica, znači preko približuvanja. To je germanska teza. Znači, vi na Balkan, koji nas ne tretira kao sve ušte ne emancipirani dovoljno narodi, ili može bi oni upotrebovati pleminja termini, dodeka ne disciplinirane, vi morate da naučite, promenite da ga izvršite preko približuvanja. I ne tera da se približuvаме. Во тоа приближување очигледно не носи доволно успех. Ние со некои држави се оддалечуваме. Пак виновна е дипломатијата која не знае својата работа да се изврши професионално. Затоа што ние немаме во тоа министерство никаков аналитички тим. Ние секаде имаат сериозни дипломати, значи планум штаб, кај се планираат акциите. Не само за долгорочно се планираат, за 50 години. Ние така нешто немаме. Едно моje прашање, врз база на што, на какви документи Македонија води надворешна политика. Ние немаме стратегија национална за надворешна политика, која треба да се спроведува. Ние немаме усогласени позиции и по етничка основа, дали е тоа интерес и на албанската структура, на албанското или друг, пошто се они ги спомнувам, бидејќи се они сепак најголема заедница тука. Дали нивното влијание како ќе влијае врз меѓународната ситуацијата во Македонија, ако ние нешто на влада констатираме што не е во нивен интерес, али и во национален интерес да се направи тоа. Ние тоа со такви аргументи не се раководиме. И често се доведуваме у непријатна ситуација. Час добри односите со некој таков покрит непромислен ги нарушуваме и ги враќаме назад. Добро, и да се вратиме на Бугарија, што мислите? На Бугарија дипломатски не победи. Ово сега што се очекува промена на уставот, слушате какви верзии има, опозицијата вика тоа е готова работа, ние нема да изгласаме. Позицијата вика не, ние ќе се приближиме, ние ќе имаме тоа. Значи, историските праќања, односно ова како ги нарекуваме работата на историската комисија. Не, она треба тотално да се издвои од процесот. Да, треба да постои, да си работа своја работа, научна работа, али да не влегува во билатералните проблеми што имаме со Бугарија во врска со пристапот кон Европска унија и со можните вета. Бета се и после промената на уставот и влегување на бугарите, централно прашање зашто бугарите сакаат да влезат во македонското уство. Никој не сака суштински да ни објасни на овој народ што е целта на бугарите да влезат, не се човекови права, сигурно. Подлабоки се корените и подлако се нивните согледувања зашто тоа го прават. Нека одговорат прво на тоа прашање, а не да ние вештачки форсираме добри односи, односно тоа што германците викаат зближување, ние нема ден да не правиме чекор кој е усмерен со цел да добиеме поени кај меѓународна заедница, пресве кај Америка и Германија, дека ете ние сме добрите момци, ние правиме се, ние сакаме да чествуваме и со Кирил и за Кирил за Климент заедно, ние сакаме да зборуваме за историја, за славење на деновите национални празници кои бугарите ги својатаат не од сега, ги својатаат цело време на секој 24 мај бугарскиот амбасадор во било која држава прави коктел на кој во одговорот кој го чита обавезно на сите тие присутни им даде знање дека тие се бугари.
Да, но за тоа има голем проблем со Чешка и со Словачка, да речеме, околу Па Кирил мора и со Методий, Словачка и Чешка и со Словачка, посебно бидејќи тамо биле они у Моравија, биле просветители. Значи, ние у историските прашања се веќе влезени во... Добро, немаме уште премногу време до крај, но имаме да поразговараме уште за некои, јас би кажал, по-жешки теми. Едната е скандалот со украинскиот граѓанин Онишченко, како му е дадено македонско државјанство. Па на почетокот, кога таа афера се откри, владата некако застана во одбрана на одлуката, излегуваа со образложенија како е тоа, дека тоа е направено согласно законите, дека нема ништо спорно, но кога дојде на жестока критика од амбасадата на Соединетите американски држави, некако се смени плочата, па сега сме во постапка да му го одземеме. Што покажува уште еднаш овој скандал? Многу покажува таа афера, многу покажува. И покажува многуте дупки во нашата безбедност на државата, на институциите, пред све најважни кои се задолжени за државата за безбедност, преди тоа се заборава улогата на Министерството за надворешни работи. Јас морам и тоа да го потенцирам, бидејќи за Онишченко имале ли инструкции од МНР, амбасадите кои се инволвирани, Киев, Москва, Вашингтон, Берлин, Мадрид, таму кај што он борил, они амбасадорите не мора да добијат инструкција. Они треба да знаат дека постои некој Онишченко кој живи во Шпанија, кој го претеруваат од Украина, кој е украински државјанин со руски пасош. За тој човек службите во амбасадите, а ние немаме безбедносни структури во нашите амбасади. Нашите дипломати, почнувајќи од амбасадорите, се безбедносно неписмени и лесна цел на било која служба која сака со нив да се работува. Оно што е уште поражувачки, они, странските обавештени служби, и не сакаат да разговараат со нашите амбасадори, со нашиот став, бидејќи они знаат дека они не знаат ништо. Односно, не знаат ништо што нив им треба да знаат. Они тоа го дознаваат тамо кај што треба, а најдобро место е овде. И размена на информациите. Така да на МНР не му паднало на памет, кога на влада седи министер за надворешни работи, да каже, дај циркуларно писмо до ВИА-5 амбасада, дајте ми ваши сознанија кој е човекот. А башка нашите служби, пред се АНБ, па Агенција за задржување, па војна разузнавачка служба, па други безбедносни структури, во проверката не можело не можело да преюдицира за каква личност се работи и кои се мотивите за неговото доаѓање овде. Добро, знаете, постои таква пракса, можеме да кажеме во светот, на давање на државјанства на странски граѓани врз некаква проценка на сопствените национални интереси. Многу често се даваат на успешни спортисти, например, но има и други причини. Но во случајот со Онишченко ми се чини дека дури не би била потребна ни АНБ, ни со едно пребарување на Google сте можеле да видите кој е човекот. Се разбира сега, тука е прашањето, дали сте сакале да знаете или сте знаеле, но постојат некои други фактори во давањето на оваа државност. Па, добро, тоа да се повикаме на култниот филм Трет човек, сниман во Виена, секогаш центар на разузнавачки служби. Третиот човек е важен, оде никој не го спомнува. Онишченко не дошол на шалтер у МВР и да каже јас сум јавач на коњи и сакам да добием македонски пасош. Има човек трети кој тоа го средил, кој бил спона помеѓу него и структурите безбедносни во државата. Таков човек мора да постои и таков човек они лесно може да го откријат. Кој е? На него никој не зборува. Па, не знам зашто би го откривале кога мора да знаат кој е. Они знаат кој е. Они знаат Нема кој да го открие. Самиот факт што владата отворена седница му дава државјанство на Онишченко, а на затворена седница после му го одзема и на затворена седница
u parlamentu se prekinula izveštaj na direktor na ANB, бидејќи некој почнал да ги прислушува, односно да ги пушта снимците на YouTube. Мислам, толку провидна работа. И сега тоа истражување. Кој врши тоа истражување? За тоа ништо нема да се нанесе, не е голема штета. Оно што ја би сакал да потенцирам колега, мој директор на АНБ, он е вистина професионален разузнавач и професионален дипломата. А нему му е совршено јасно како се доваѓа до информации, од кај може да ги добие и како да ги провери. Значи, веројатно не одлучувал он сам за тоа. Да. Сега овој случај Онишченко е поврзан, како што кажав, и со тие назнаки или критики кои дојдоа од амбасадата на Соединетите Американски држави, но тие доаѓаат заедно во пакет со веќе се погласно зборување за корупцијата во земјава, па имавме една изјава прилично драматична, јас би кажал, на британскиот амбасадор, кој вели дека корупцијава во земјава оди во погрешна насока, значи се зголемува наместо да се намалува, и сега доаѓа и тој специјален американски тим кој тука ќе одредува кои македонски политичари, функционери или граѓани ќе бидат опфатени со американски санкции. Се чини дека овие потези, некогаш дипломатските потези се фини, суптилни, но веќе тоа не е така. Гледаме едни отворени, директни пораки кои укажуваат веројатно на драматичноста на ситуацијата. Па не знам, таа корупција тоа е голема тема. Ја често размислувам да корупција почнува уште со формирање на предизборни коалиции. Прво се подмитува народот. Се корумпира. Па после се корумпираат водачите, главешините во тие коалициони договори кои се прават. Таму се врши спогодба за се. Се врши дали ти ќе бидеш главен уредник на МТВ или некој ќе биде друг. Се води сметка за секој свој член. Значи, можем да кажем дека таа корупција почнува од самиот врв. Ово со американците. Па како може во ера на најголеми скандали во правосудството, чиј министр бил и господинот Маричич, да бараат помош и да се фали господинот Османи дека прво рече тој уствари, па после владата го повикала да дојде, кога таа State Department се живо знае што се случува во Македонија на ниво на корупција. Има чак и пресуди на Њујоршкиот суд за Телеком. Да. Кој никој не сега никој тој процес да го обнови, да каже што е работа. Има пресуда, дали е поништена, дали важи. Они се знаат што се случува тука, се разбира. Во ера кога ти имаш скандал со избор на председателката на Врховен суд, од референт станува председател на Врховен суд. Главниот обвинител станува човек инкогнито во правосудството. Па тоа американците не ли го гледаат? Па сите знаат што значи у Америка да бидеш судија. А изборот на шефот на обвинителството за организиран криминал беше истиот ден кога дојде амбасадорката Агилар во земјава. Па не, некако се погоди тоа. А не само што е, амбасадорката дојде на 8 новември, пред да кредитира. Во кредитивните писма што ги предаваше на Пендаровски беше многу блага. Не сакаше да се бави со корупција, најави, али не, многу така меко. Меѓутоа, 7 дена после тоа, на прослава на 20 години од комисијата за, како се вика таа комисија, што брка корупција, таа што води таа Ивановска, они славија 20 години и она отиде тамо и им одржа лекција. Тоа беше веќе голем сигнал, дека нема што ние да не викате вие да дојдеме. Ние доваѓаме, бидејќи видите што правите во државата. Што има да се фали сега, Османи, дека владата донела одлука. Како владата донела одлука, кога владата си има министерство за таа работа? Кој треба да ги брка? А стручната помош ги даваат. И до сега американците давале стручна помош. Не само за корупција, за дрога, за миграции. Да.
Но оваа интересна е амбасадорката Агилер, таа некако како што и вие забележувате, веднаш после нејзиното доаѓање стана прилично активна во зборувањето против корупцијата, во го донесе и тој американски тим за санкции, тоа е веќе ми се чини дека е потек без преседан до сега во односите. Јас не се сеќавам на такво нешто во односите со Соединените американски држави. Со Соединените не, али со Европска унија имаме пример. Европска унија да. Па дури и за време на минатата влада, каде што знаеме што се случуваше, да не се навраќаме за време на кога беше премиер Никола Груевски, какви беа тогаш односите со Соединените американски држави, па не се случи вакво нешто. Како да тамо навистина се запалил некој аларм за нешто што тука се случува во држава? Една од поголемите мани и во нашата дипломатија е нечитање на биографиите на амбасадорите кои доаѓаат тука. Ретко кој се занимава што била оваа госпоđа до сега. Анџела, така ли види? Анџела. Ама изгледа ќе биде Анџелка. Изгледа ќе биде Анџела како за кого? За некого ќе биде Анџела, за некого не. Добро, Анџела има највисока дипломатска функција у State Department, после амбасадорото не била амбасадор никаде. Углавном била public relation. Значи, оно што се во секоја амбасада, поготово во американските амбасади, тоа е многу висока функција. Тие се најинформирани луѓе во сите области. Сега да не откривам некои тајни од бившата економска дипломатија, нашите аташеги, тога се вика, за печат беа разузнувачи. Сите. Немам потреба да се сомневам дека и во американската структура не е така, освен што се знае и кај нив структурата, вториот човек е тој главниот кој координира сите тие служби безбедносни. А најопасни се тие кој ги ти даде визит карта и пишува само аташе. Тој знае веќе што со каква работа се бави. Значи, она е искусна дипломат. Она била овде на ниска функција релативно за тие луѓе кои не знаат што е аташе за печат и култура. Сепак научила македонски. Тоа не е да чита новини и да му кажува на амбасадор види што пишуваат овие за Македонија, пошто на македонски научила. И сите американски дипломати кои доаѓаат една година пред да појдат, не само во Македонија, у Србија, учат македонски српски јазик и кои се тука веќе имаат основа за надбрадува на учење на јазикот. Тоа е скоро кои се дипломатија. Само кај нас, за жал, не. Кај нас е критериум, ако не знаеш јазик, идеш у Бугарија, идеш у Хрватска, у Словенија и тука се покрива твојата лингвистичка способност. Така да Ангела Меркел, Агилер, она дошла подготвена да се бори против корупција со инструкција од Министерството за финансии пред се во Америка. Кој исто така е составува црна листа. Да, составува црна листа и гледаат они не може да се обрачунаат на Балканот со корупцијата. Не сме само ние. Тие сте сега веројатно на највисоко место на Балканот. Не знам дали сме пред или после Албанија или Косово. Добро, господине Мисаловски, значи разговараме речиси цел час. Да. И ви благодарам за ова интервју и се надевам дека до следното нема да помине толку време како од минатото. Па јас се надевам, бидејќи пред ни предстојат, ово морам да го кажам, како еден голем гаф на македонската дипломатија. Од 1. јануари наредната година Македонија преседава со ОПСЕ. Да. Дали ти приметуваш нешто во градот дека тоа ќе се случи тој момент? Као PR, како се вика билборди, да. Билборди. Дали чувствуваш атмосфера, дали има дискусии на тема кои ќе опфатат и новинари, и медиумите, и поширока јавна структура, опозицијата. А тоа е најголема политичко безбедносна организација. Али он се одржава.
во време со тотално нарушени односи помеѓу Америка и Русија, Да. кои се два столба на ОПСЕ, ОПСЕ без Америка и Русија не постои. Да. Значи, во период кога војната во Украина не се гледа крајот, значи, кога Балканот и идината на Балканот е неизвестна, кога безбедноста, а ОПСЕ пред се и за безбедност, не функционира, односно загрозена, ние немам чувство дека ние до година ќе председаваме. Добро, обично кога еве да речем институциите, владата, министрите, не е битно, прават една таква кампања, се критикувани, но веројатно постои време и кога треба да се направи, еве ова нека биде како еден ваш совет. Па како не е време? Еве уште 15 дена нова година. Да. Значи, ние преземаме председателство. Нека биде ова сватено како еден ваш совет до МНР, доколку сакате. Не верувам дека ќе биде сватено, они ќе цитираат своја агенда. Вие велите дека овој пат смеа да направат кампања и треба да ја направат. Па, да. И тоа е наша афирмација. Да. Тоа е наша афирмација да се афирмираме на меѓународни план. Еве Тирана кој тоа го прави, еве се труди. Сорос отиде од Скопје у Албанија. Да. Еве сега првата конференција Западен Балкан Европска унија, вон државата од Европска унија во Тирана. Тоа е некое признање, не е случајно. Така е. Ви благодарам за овој интервју. Фала на поканата. Ова беше амбасадорот Ѓорги Мисајловски. Правиме една кратка пауза за реклами и потоа продолжуваме со Стојанче Ангелов, директор на ЦУК и председател на Достоинство.